Високите летни температури го зголемуваат ризикот од појава на цревни заболувања, предупредуваат лекарите. Одржувањето на лична хигиена и на просторот каде што се подготвува храната, доволен внес на течности, особено безбедна и свежа вода, суплементи богати со електролити, но и полесна храна, се само дел од советите за ефикасно превенирање на цревните инфекции во текот на летото. Во екот на летната сезона со зголемување на температурите, климатските промени секако имаат влијание на тоа. Патувањето на луѓето, собирањето во поголеми групи се зголеми бројот на нашите пациенти. Пациентите се со предоминација на гастроентероколити или цревни инфекции, така да од сите возрастни групи, за среќа, овие имаат помал број на хоспитализирани, обично поминуваат амбулански со рехидратација, така да се справуваме. Сигурно има околу повеќе од 100 пациенти на дневно ниво. Преовладуваат симптоми од гастроинтестиналниот тракт, значи повраќање, диареја, мачнина, понекогаш зголемена температура, болки во стомак, болки во мускули, главоболки и дехидратација како последица од сето тоа. Јачината на симптомите, кај и цревните инфекции, секако зависи и од возраста, така да дехидратацијата е како најизразена кај малите деца и кај постарите возрастна група, али тоа е повеќе како резултат кај нив не од самата дехидратација, него како одговорот од другите хронични болести кои тие ги има, така да манифестација од повеќе иде од страна на други органи, не само дехидратацијата као дехидратација. Цревните инфекции како цревни инфекции се фекално-орални инфекции, така да поретко капкови, тоа обично норавирусите се пренесуваат по капков пат, така да личната хигиена, хигиената на намирниците, да се убаво да се мијат садовите, да се мијат и просторот во кој се припрема храната, сигурно. Контакти да се избегнуваат контакти блиски со болни или да се одржува хигиена после контакт со болен од цревна инфекција. Миење на производите на зеленчукото, вошчето убаво да се измијат, одржување на личната хигиена, реков, тоа се најважните механизми за заштита од цревни инфекции. Најчесто, како прв симптом, обично се јавува или повраќање или диареја при цревните инфекции. Така да, давање на доволен внес на течности. Значи, рехидратацијата е прва и основна мера за превенција. Сега, ако се работи за дете, можда и нема да може толку да прима, али да се проба да се дава што поголем внес на течности. Од друга страна, исто и храната како храна, да се оди па и за здрави луѓе, не само за болни. Во летен период да се дава храна, полесна храна, течности да се пијат многу, чувањето исто така да се внимава на складирање на храната, да се чува да се гледа да се биде во фрижидери, или пак она што треба да се обработува термички, да биде добро термички обработена, пошто многу од причинителите предизвикуваат цревни инфекции при недоволно термички обработена храна. Пробиотиците не се уопште штетни, така да и здрав човек може да пие, па и можда би и требало да пие пробиотици за одржување на една нормална цревна флора, која од друга страна не само при цревните инфекции, него помага и при општиот имунитет на организмот, така да е подигнување на самиот имунитет и подобро справување не само со овие причинители за цревни инфекции, туку и за други причинители.
Меѓународниот ден на млади се одбележува секоја година на 12 август, годинава под мотото различни контексти, заеднички стремежи. Денот представува одбележување на улогата на младите жени и мажи како значајни партнери во промоцијата на човековите права и развој. Младите од Куманово преку Мултикулти апелираат за поголемо учество во креирање на младинските политики, но и повеќе можности за образование и вработување. По повод Меѓународниот ден на младите, сакам да потсетам дека младите не се иднината само, туку тие се и сегашноста. Затоа, тие треба да учествуваат во процесот на креирање на младински политики, а не да се донесуваат младински политики без нив. Сметам дека треба да има повеќе можности за вработување, за образование, исто така и вклучување на младите во активни процеси на донесување на одлуки во врска со младинските иницијативи. Сепак инвестирањето во младите значи инвестирање во подобро општество. Во дел од градовите веќе се донесени локалната стратегија за млади според законот за младинско учество. Исто така имаат креирано и отворено младински центар, имаат поставено службеник за млади. Дел од нив се во процес на составување на локален младински совет, што е случајот со и општината Куманово. Веќе сме во процес, малку процесот е застанат моментално, меѓутоа се надеваме дека за брзо ќе бидат средени. Активно работиме на реконструкција на музичкото училиште Панче Пешев, како изголемување на неговата енергетска ефикасност и функционалност, објави градоначалникот Максим Димитриевски. Според објавата, во тек е поставување на нова енергетско ефикасна фасада, реконструкција на покривот и поставување на нови ПВЦ прозорци во објектот. Реконструкцијата е дел од проектот Справување со загадувањето на воздухот, финансиран од Кралството Шведска и општина Куманово, а имплементиран од UNDP со фокус на подобрување на квалитетот на воздухот и унапредување на енергетската ефикасност. Инаку за прв пат од неговата изградба во 1946 година целосно се реконструира училиштето Панче Пешев, со што по долг временски период објектот ќе добие целосно нов лик и подобри услови за работа. Реконструкцијата започна во мај годинава, а додека траја градежните активности, учениците до крајот на учебната година настава следеа во просториите на основното училиште Вук Караџиќ. Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово реализираше превентивна акција насочена кон зголемување на безбедноста на учесниците во сообраќајот во периодот на летните патувања. На повеќе локации во градот на граѓаните им беа дистрибуирани флаери со совети за безбедно патување, со посебен акцент на подготовката на возилото пред подолг пат и одговорното однесување во сообраќајот. Од особена важност при патувањата е и однесувањето на самиот возач. Се апелира возачите да останат фокусирани на патот и да не го користат телефонот додека управуваат со возилото. За подолгите патувања се препорачува да се патува во раните утрински часови, одморени и наспани. Превентивните активности имаат за цел да ги потсетат граѓаните дека безбедното патување започнува уште пред да се стартува возилото, со навремена проверка на неговата исправност и одговорно однесување на патиштата, истакна Лиле Младеновска, началник на Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски денеска ги прими младите талентирани спортисти и нивните наставници, односно тренери кои што постигнале најдобри резултати на државно ниво на спортските игри за млади Плазма, посакувајќи им успех на предстојните надпреварувања, објави општина Куманово. Во соопштението испратено до медиумите се наведува дека кумановските основци се надпреварувале во повеќе спортски дисциплини на турнирот кој за прв пат се организира во нашата земја како најголема аматерска спортска манифестација во Европа, во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија со поддршка од владата и Министерството за спорт.
Секторот за внатрешни работи Скопје поднесе кривична пријава против двајца кумановци на возраст од 35 и 36 години поради постоење основи на сомненија за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори, соопшти Министерството за внатрешни работи. Според соопштението, на 22 мај минатата година на патот село Арачиново Куманово, полициски службеници забележале патничко возило Сеат Ибица кое го управувал второ пријавениот, при што пријавените од прозорецот на автомобилот фрлиле кокаин кој бил пронајден. Во текот на изминатите 2 дена, како резултат на редовните сообраќајни контроли што ги реализираат полициските службеници од сите сектори за внатрешни работи на патиштата низ државата, од вкупно 1322 издадени платни налози, 400 прекршоци се однесуваат на возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење, соопшти Министерството за внатрешни работи. Според МВР, лишени од слобода за безобзирно управување на возило биле 32 лица, од кои 3 за возење под дејство на алкохол, 15 за возење без возачка дозвола, 1 поради претходно изречена забрана за управување со возило. Во истиот период одземени се 13 возила, информира Министерството за внатрешни работи.